Го следите најновото издание на регионалните вести. Тетово има доволни количини вода за пиење. Од секторот водовод и канализација при ЈКП Тетово велат дека прекините во водоснабдувањето се случуваат поради дефекти. Издашноста на изворите со кои Тетово се снабдува со вода за пиење е на задоволително ниво. Рестрикции во водоснабдувањето не се воведени, тврдат од секторот водовод и канализација при ЈКП Тетово. Во моментов имаме, што се подразбира до издашноста, имаме околу 280 до 300 литри во секунда, во зависност од тоа кои денови се во прашање, зашто имаме моменти. Така имаме различности во реалната состојба. Еден ден имаме 280, еден ден имаме 290, еден ден имаме 300, така да има, меѓутоа просеков дека е 290, со тоа што тоа е количина која што е достатна и за да се снабдева градот во моментов за потребите на граѓаните на Тетово. Овие врнежи сега што беа обеќаваат дека во периодата што ќе наидува од пролет па лето и до касна есен таму, дека ќе имаме доволно количини за да снабдиме градот со вода. Нормално би ги замолили граѓаните да бидат совесни во потрошувачката. Прекините во водоснабдувањето на кои се жалат дел од жителите на градот се во моменти кога се врши санација на дефекти, што трае просечно од 2 до 3 часа, вели Шаќери. Поголем дефект беше пријавен пред 2 дена во линијата Лешница. Исклучително беше ситуацијата што се случи завчера со невремето кој не се случи во локацијата Лешница горе, каде што поради огромниот нанос на снег беше затворен систем, водоснабдителниот систем. Меѓутоа вчера и тој проблем се реши, така да сега имаме доволно количини на вода. Притисокот ни е просечен притисок кој што е во водоснабдителниот систем е од 3 бари, што мислам дека е во нормални околности, во нормални параметри. Надлежните апелираат водата за пиење рационално да се користи, да не се злоупотребува за миење дворови, улици и слично. Диви депонии и недостиг на вода се најголемите проблеми кои ги засегаат жителите од населените места од општина Јегуновце. Градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажевски вели дека потребна е поголема контрола, но и казни ако сакаме да имаме чиста општина. За таа цел во план е да се вработат комунални редари, а од централната власт ќе бара финанси за чистење на депониите. Имаме проблеми со дивите депонии. Прошла година, значи 2019 потрошиме 3 милиони денари за чистење на дивите депонии, ама за жал за година дена може да да излеземе на терен да видите дека секое село е дива депонија. За таа работа имаме план и проект како локална самоуправа, јас како градоначалник, побарано средства од Министерството за животна средина да ни се доделат средства за чистење на тие диви депонии и во иднина како градоначалник и локална самоуправа запослиме комунални редари и тие редари да излегуваат на терен и да сликаат со тоа што најмало што тоа сакам како градоначалник, али ќе мора да се казнуваат граѓаните на општина Јегуновце. Тој вели дека регионалниот водовод не ги решил проблемите на жителите со недостигот од вода за пиење. Моето доаѓање се со големи проблеми ова општина, значи регионалниот водовод што беше направено имаше 21 литар во секунда, сега е намален и дојден до 6 литра во секунда. Тоа е многу мал извор за снабдување на сите населени места што спаѓаат во тој регионален водовод. Градоначалникот Блажевски истакна дека во изминатиот период реализирали во тек се активности за реализација на повеќе проекти во интерес на мештаните, како изградба на канализациони мрежи, пешачки патеки, уредување на јавните површини, како и проектот спортска сала во Јегуновце, чија изградба е во тек. Општина Гостивар набави специјално возило за одржување на уличното осветлување.
Со него се очекува поголема ефикасност на службите при дефекти и монтажа на јавните светилки. На подрачјето на општина Гостивар од сега интервенциите при дефекти и монтажата на уличното осветлување ќе се прават побрзо и поефикасно. Ова се очекува да се постигне со новото специјално возило за одржување на јавното осветлување, кое што денеска пристигна во општината. Камионот е набавен со грант од Светска банка од 2,6 милиони денари и партиципација на општината од 600.000 денари. Ваков камион недостасуваше во општина Гостивар, посебно во екипата која што работи со јавното осветлување. Камион со кој што може да се работи на висина до 14 метри и на далечина од камионот од околу 8 метри. Се надевам дека ќе им олесни доста работа на луѓето, на екипата од општината кои што работат на градското осветлување. Често има причина некогаш да задоцниме со работа баш поради недостаток на ваква машина, ваков камион. Се надевам сега веќе нема да има такви оправдувања и ќе бидеме почесто во терен и ќе бидеме поефикасни во нашата работа кога се работи за градското осветлување. Градоначалникот вели дека во вложувањето во јавното осветлување особено обрнувале внимание да се користат штедливи светилки и дека на таков начин значително се намалиле трошоците. Во изминатиот период биле сменети околу 14.000 улични светилки. Сакам да кажам дека заштетуваме многу повеќе енергија, бидејќи практично ставаме осветлување кое што штеди енергија. Специјалното возило за одржување на јавното осветлување во Гостивар по потреба ќе можат да го користат и јавните предпријатија. 5 ученички кои беа прогласени како најдобри од гостиварските училишта добија по 5.000 денари награда од општина Гостивар. Почнувајќи од годинава, општината ќе доделува и стипендии за ученици од социјално загрозени семејства. Најуспешните 5 ученици од основните и средни училишта во Гостивар добија награди од по 5.000 денари од општината. Ваучерите денес им ги врачи градоначалникот Арбен Таравари, кој им посака добри резултати и успеси и во иднина. Денеска во мојот кабинет ги пречекав најдобрите 5 ученици што беа прогласени на 23 декември, кога беше ден на општината. Тогаш кажавме дека училиштата имаа за задача да ги изберат тие што се највредни во нивните училишта. И денеска се видов повторно со тие ученички сите се, да им дадеме една, тоа е мала сума на пари, меѓутоа да биде мотивирачки за нив, за да учат уште повеќе и идната година повторно да бидат најдобри. Од средните училишта како најдобри ученици беа прогласени Фјола Зендели, Костанца Билбиловска и Нусејба Ханџи, сите три од Гостиварската гимназија. Од основните училишта награди добија Бехра Бекири од училиштето Фај Коница во Дебреше и Илина Димитриевска од училиштето Гоце Делче во Гостивар. Благодарам на општината и на градоначалникот за наградата и секако благодарност до моите професори. Ова за мене е стимул и понатаму да продолжам да вложувам во моето знаење и да се трудам за што подобри резултати. Сум благодарна на општината и на градоначалникот што ми ја даваат оваа чест да бидам една од најдобрите ученици во Гостивар. Многу значи кога се афирмира трудот за кој што и се дава награда и воопшто се пофалува некој кога работел еден подолг временски период. Почнувајќи од годинава, општина Гостивар ќе доделува по 10 стипендии за ученици од социјално загрозени семејства. Целта е на ранливите категории родители да им се помогне во школувањето на децата, а учениците да се мотивираат да учат повеќе. Пронајден кокаин кај 34 годишен жител од Тетовско Милетино и 37 годишен гостиварец. Собраќај на незгода на автопатот Тетово-Скопје и повреден велосипедист во Тетово. Следуваат деталите од СВР Тетово.
Ноќеска околу 1 часот и 10 минути во Тетовско Боговиње, на паркинг во непосредна близина на бензинска пумпа, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 34 годишник од Тетовско Милетино, кој се наоѓал покрај патничко возило БМВ со швајцарски регистарски ознаки. При прегледот пронајден му е кокаин. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Исто така ноќеска 10 минути по полноќ на улица Панче Поповски во Гостивар, полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 37 годишен гостиварец, затоа што при преглед му бил пронајден кокаин. По документирање на случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 18 часот и 25 минути на автопатот Тетово Скопје се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко моторно возило Пежо со скопски регистарски ознаки, управувано од 58 годишен тетовец, товарно возило Фиат со струмички ознаки, управувано од 28 годишен скопјанец и патничко возило Рено Конго со тетовски ознаки, управувано од 60 годишен жител од Тетовско Озормиште. Во несреќата со патничката од Озормиште од Реното на возраст од 57 години добила тешки телесни повреди, а двајцата возачи на патничките возила исто така завршиле со телесни повреди и пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата во која биле оштетени 15 на метри од металната заштитна ограда на автопатот, увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера околу 15 часот и 45 минути на улица Видое Смилевски бато на мостот на Пена во Тетово, патничко моторно возило Volkswagen Passat со тетовски регистарски ознаки, управувано од 48 годишен жител од Тетовска Мала Речица, удрило во велосипед, што го управувал 64 годишен жител од Тетовско Желино. Повредениот бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. По подолг период на скијачкиот центар Маврово започнаа да се одржуваат фиснат превари. Во средата и четвртокот беа одржани трки во велеслалом и слалом. На скијачкиот центар Маврово, Скијачката федерација на Македонија после подолг период одржа меѓународен надпревар во слалом и велеслалом. Фисот надпревар се одржувал стално порано на Маврово, има некои прекини, оваа година поново федерацијата одлучи да се одржуваат овие манифестации со поддршка на хотелот Бистра и на фирмата Догме. Фис надпреварите се повеќе од неопходни за развој на скијањето во Македонија и потек да се оформат младински школи за скијачи, но и скијачки клубови. Ова треба да биде пример. Сите наши клубови од околинава и во Македонија треба веќе да размислуваат за некои подмладоци, затоа што скијањето бара многу пари и многу големи услови. Еве условите ги имаме, се одлучува сега клубовите малце да зајакнат и да дојдат многу млади момчиња и девојчиња, за да бидеме она ниво како што бевме порано. Јас бев еден од подобрите такмичари со Лесевски и Матовски, скијавме за СК работнички. Тоа е убаво да ги активираат сите млади и да бидат присутни на вакви манифестации, со тоа што сите млади дечиња ќе го видат овој спорт и ќе бидат успешни и они. На фис надпреварите учествуваа над 35 надпреварувачи. Викендов на спортските терени во Полог активни ќе бидат само кошаркарите на Гостивар и Тетекс. Кошаркарите на Гостивар денеска ќе го одиграат надпреварот од 15-тото коло на првата македонска кошаркарска лига. Во спортската сала Младост во Гостивар ќе гостува втората екипа на МЗТ Скопје. Со оглед на тоа дека скопската екипа е убедливо последна на табелата без ниту една победа, гостиварци со право очекуваат сигурна победа на овој надпревар. На овој надпревар се очекува својот дебит да има новиот американски кошаркар во редовите на Гостивар, Ентони Ли.
Гостивар во моментов е на делба од втората до петтата позиција на табелата, со ефектот 10 победи и 4 порази. Второлигашот Тетекс во рамки на 8-то коло ќе има незгодно гостување во Битола против екипата на Хераклеја. Тетовци се на делба на 4-та позиција со 4 победи, додека нивниот противник е на 7-то место со само 2 победи. Дуелот во Битола ќе се одигра утре со почеток во 13 часот во спортската сала Боро Чурлески. Неколку стотици мигранти, вклучително и деца, се собраа на границата меѓу Србија и Унгарија за да бараат да им биде дозволен влез во земјите на Европската унија. Завиткани во кебиња или вреки за спиење, многу мигранти го блокираа граничниот премин Келебија, пошто тој беше затворен за сообраќај. Десетици деца извикуваа отворени граници, додека некои носеа транспаренти "Ние сме бегалци, не криминалци" или "Бегаме од војна, а не од глад". We are like live in the forest and the street, and the people coming here because all the borders they are closed, and we don't know how can we live here. And we ask all the human rights and organization to come here to see the people here, to see the kids, to see the women, to see the Bergenans. They are living. How can they are live? We ask European Union to open the borders. Неколку илјади мигранти се заглавени на Балканот барајќи да го продолжат патот во поразвиените земји во Западна Европа. Унгарија подигна 2 жичани огради на границата за да го спречи нивниот влез. Повеќето мигранти во Србија, кои со месеци минуваат во камповите, се обидуваат и по неколку пати да ја преминат границата. Тие честопати се подпираат врз шверцери за да им помогнат да преминат во Унгарија или во Хрватска, кои се членки на Европската унија. Унгарија неодамна објави дека се зголемува бројот на обиди на мигрантите за илегален влез во земјата. My message is listen to us. We just want to have a peaceful life. We are not going to cross the border to have money from the European Union. We want to work. We want a better life to our children. Деновиве унгарските безбедности органи пукале како предупредување кога неколку десетици мигранти се обиделе да влезат во Унгарија. Повеќето мигранти доаѓаат од земји како што се Сирија, Ирак или Авганистан. Стотици илјади поминаа низ Балканот во 2015 и 2016 година, кога околу 1 милион луѓе влегоа во Европа. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!